Како што знаете, јас синоќа на мојот Facebook профил јавно повикав на ова акција и јавно доаѓам тука пред сите вас. А тие што градат с кришум, ноќе и уриваат с кришум. Значи, минатите денови се створи маглива ситуација околу авторството на постојувањето на овој споменик. Па затоа презедов лична и граѓанска иницијатива за да дојдеме до вистината околу тоа кој го поставил овој бетон тука наречен Цар Душан. Ова ќе го сториме со тоа што сакавме да ставиме на црна наметка на срамот и со тоа што тие што ќе го откријат споменикот, наметката, значи, ќе ги сметаме за автори на поставувањето. Со ова сакавме да допринесеме сите институции во Македонија да разберат кој го нарачал споменикот, кој го поставил, кој го изградил. Затоа што сите се одлучија неодговорни и не знаат ништо како да се од Марс. Значи, после ова може да разговараме и за тоа на кому му служи овој споменик. Владата на Македонија иницирала поставување на споменик на еден српски владател кој ако не кај македонците, кај албанците се перципира како владател кој ги принудуваше католиците албанци да постанат срби и православни, додека тие кои не се сложуваа ги убиваше на подмален начин. Со овој акт владата ги навреди сите албанци во Македонија, а со тоа што не кажуваше, се криеше со тоа кој го изградил овој споменик, ги навреди сите граѓани на Македонија и нивната интелигенција, мислам. Ви благодарам многу и на медиумите и на сите што ме поддржаа тука денеска. Се надевам ќе потикнеме еден глас на разумот, мирно да протестираме за работи кои не се во добро на Република Македонија. Јас би сакал овој акт да се подразмислат сите и да направиме сите нешто заедно добро за Македонија. Ви благодарам. Кој беше најдноќеска овде кај споменик? Не, мислам јас ќе ги прашате институциите, тие кои не знаат. Значи тие сигурно тие кои градат с кришум. Како го оценувате вчерашниот акт за рушење на споменик? Не ги одобрувам. Јас мислам дека ова треба символично да биде. Треба само да искажеме непослушност и разумност, па има други начини за отстранување на споменици. Јас сакам само да потикнам граѓански глас, разумно, за доброто на сите. Тоа е све. Како ја коментирате изјавата во собранието на пратеникот од ДПА Бекин Фазлиу дека најпрво ќе ги Не коментирам политички, не се занимавам со ниједна политичка партија. Ви благодарам, се извинувам.